Интензивирана агенда за решавање на спорот за името како клучно за отворање на евроатлантскиот пат на земја. Но во меѓувреме, барем од аспект на очекуваните потези од Брисел за одмрзнување на препораката, па дури и датум за преговори за членство, долг список на домашни задачи, од кои повеќето и натаму се на хартија. Дел во процедура на усвојување во собранието, дел под заканата дека тешко ќе се реализираат поради блокадата во парламентот од страна на опозицијата од една страна и тенкото владино мнозинство од друга, кое само не можем да спроведе многу реформи. Многу предизвици за вечерва во топ тема на ваша страна да го поканам вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи со интервјуто во кој ќе одговара и на дел од прашања на невладини организации. Почнуваме за кратко. Останете со нас. Топ тема на ваша страна, добро вечер. Едни оптимисти, други воздржани, трети искусни реалисти. Така некако се движат реакциите на дел од државниот врв по последната посета на Нимиц во очекување на следниот нацрт кој што веќе во февруари ќе дојде од грчка страна и се заедно најавува брза агенда за решавање на проблемот со името. Наспроти тоа остануваат многу други обврски кои дури и да се реши оваа прашање ќе бидат клучни за идните чекори кои и релации што ќе ги има Македонија со Брисел. Сето тоа доволен предизвик вечерва во топ тема на ваша страна. Мој гостин, вице-премиерот за европски интеграција Бујар Османи. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Благодарам на поканата. Користите астролог или гатачка? Видете, факти повеќе се обидуваме. Ве прашувам затоа што денеска изјавивте дека звездите се наклонети 2018-та да биде година кога ќе се реши проблемот со името и кога ќе тргнеме напред во евроатлантските интеграции или ќе чекаме потоа можеби и 10 и повеќе. Да. Се обидуваме одлуките да ги донесеме врз основа на факти, врз основа на докази. Значи така наречени evidence-based одлуки да донесеме. А за да ги собереме тие факти, потребни се бројни консултации, бројни комуникации, информирања со нашите пријатели, за да можеме да ја согледаме целата слика и во европски контекст, глобален контекст, меѓутоа и во регионот, внатре во Македонија, во Грција, и врз основа на тоа се обидуваме да даваме некои предвидувања за тоа кои треба да бидат нашите чекори. Реков, звездите се така наместени, односно коцките се така наместени во тој мозаик за да се гледа можност за решавање на проблемот, односно на статус-квото оваа година. Некако наредната година се изместуваат овие коцки, овие звезди и станува очигледно невозможно. Што значи тоа на наместени звезди? Наместени звезди во контекст на геополитички контекст, избори во Европски парламент и така натаму, или содржина на предлогот? Од се помалку. Значи, вклучувајќи и домашен контекст, во кој што имаме една одлучна влада за да ја која што има намера далекосежно да ја гарантира државата и генерациите кои што доаѓаат. Имаме регионален контекст на држави и влади во овие држави кои што сакаат соработка, кои што сакаат да се помагаат една со друга за да можеме целиот регион да направи исчекор. Меѓутоа имаме европски контекст во кој што имаме значителен рефокус на вниманието на Комисијата, на Европската Унија, меѓутоа и на земјите членки, дека Западен Балкан не смее да се остави како црна дупка во Европа, туку треба да биде дел од семејството, бидејќи
така и влијае на безбедноста на Европа, меѓутоа влијае и на политиките и на економијата на Европа, меѓутоа и во геополитички контекст сметам дека одговорни политичари во вакви геополитички турбуленции прво што би направиле е да ја обезбедат државата во безбедносниот чадор на НАТО пред било све друго. Тоа сметам дека е приоритетна одговорност на секој одговорен политичар и држава. Меѓутоа, кога медијаторот, кој што е постојано воздржан, ќе изјави дека времето за можно решение се брои во денови и месеци, грчкиот премиер, грчкиот министар за надворешни работи некаде веќе за околу 23 февруари го соопшти и датумот кога планира да го испрати нацрт договорот подготвен од грчка страна. А вие лично имате увид во она што е предложено како рамка. Многу е полесно да се повикувате и на факти и на звезди. Наспроти тоа, македонската јавност, освен тоа што е стигнато како информација од Грција, е лишена од таа колку толку дозволена отвореност од страна на македонската влада во однос на деталите. Зошто? Ние се обидуваме да ги покрај реформскиот дел да ги завршиме и затвориме политичките прашања, за да може тоа да го материализираме во конкретни резултати, во членство во НАТО, во започнување на преговори. Мислам дека само оваа година тоа можеме да го материализираме и да го трансформираме во видлив. Ќе го разговараме реформскиот дел, сега разговараме околу името. Шефот на дипломатијата вели има во рамката на Нимиц има и добри и помалку добри детали во неа. Што е добро, што е лошо? Никој досега пред јавноста не кажа што е. Прво ме прашавте зошто толку брзо, зошто е по прашање на денови и недели. Заради тоа што сакаме овие одлуки да ги ставиме во функција на конкретни чекори. Тоа е покана за НАТО, тоа е датум за преговори. А тие рокови се јуни и јули. И тоа на некој начин дава некоја временска рамка за решавање на проблемот. Но и вие велите дека сте оптимист, а тој оптимизам веројатно произлегува од тоа што сте го прочитале предлогот на Нимиц. Меѓутоа имаме и изјава на шефот на дипломатијата кој што вели дека ако преговорите дојдат до таа точка да задираат во идентитетот, договор нема да има. Оптимизмот го засновувам на два момента. Прво на одлучноста на двете влади да се најде решение и на нашите меѓународни пријатели да помогнат да се искористи оваа историска шанса, и вториот моментум е безалтернативноста на моментумот. Затоа што реков, ако 2018 не е, ние влегуваме во еден период на непредвидлив период за можно решавање на прашањето, можеби во наредната декада. Така да овие два момента ме прават повеќе оптимист отколку самата содржина. Бидејќи содржината е предмет на преговори. Доколку има волја од двете страни, ќе се најде начин, ќе се најде решение. Рековте, исклучена е јавноста. Јас имам кажано дека јавноста е исклучена затоа што процесот е се уште во една толку примордијална фаза, се уште во ембрион, да премногу изложување на сонце може да го изгори од старт. Меѓутоа, во јавни настапи шефот на грчката дипломатија изложи се. Затоа што тој веројатно информираше дека тоа што ќе дојде во Македонија ќе биде нацрт план составен од 7 точки, ја кажа содржината на тие 7 точки. Ние сме многу внимателни, веројатно Грција може да е покомотна по однос на прашањето, бидејќи сепак не зависи иднината од тоа дали ќе се реши спорот сега, утре или понатаму. Ние сме по-внимателни во тој дел и сакаме процесот да успее. Меѓутоа, во тоа има и елементи на подготвување на сопствената јавност. Дали, како влада, проценивте дека во таа своевидна информативна, ајде да не ја наречем пропагандна војна, Македонија не може со таа грчка дипломатска машинерија да се носи, и затоа ова одстапка на молк целосен од македонска страна. Значи, ние за сега имаме сет на идеи
кои што не се ни оформени во конкретен предлог, во еден единствен предлог, туку сет на идеи, така и се насловени. Во моментот ние немаме унифицирана државна позиција по однос на тој сет на идеи, за да може да се оди на следниот чекор, а тоа е изложување на јавност. Мислам дека логичниот след на чекорите, доколку сакаме да се запази некоја форма, е да има конкретен предлог, на тоа да има државен став по однос на тој предлог и потоа тој став и тој предлог да се соочи со јавноста. Во клубот на пратеници, ако немате единствен мислам став? дека лидерите ги кажаа ставовите, дека тоа беше од информативен карактер, дека тука партиите првпат се соочуваа со тој сет на идеи и дека побараа време за да го кажат својот став. Значи, воопшто нема некоја тенденција на нетранспарентност или на криење од јавноста, туку едноставно мора да се канализира таа дебата за да не се остави простор некој да ја киднапира дебатата и да ја однесе во непосакуван правец. А такви тенденции и има и ќе има, кои што ќе сакаат дебатата да ја киднапираат за своји цели за да го попречат процесот. Македонија кој тоа би сакал да ја киднапира дебатата, ако ние говориме за официјални изјави. Имате интервју на шефот на грчката дипломатија кој што излегува и вели дека медијаторот доставил 5 конкретни предлози, дека тие ќе достават нацрт со 7 точки, од кои што обелоденува кои се 4 точки, а вие сега велите дека од македонска страна нема никаков нема изграден државен став. Ќе го чекаме грчкиот предлог за да изградиме државен став, па да вратиме на тоа или нема консензус по однос на конкретниот предлог. Нема изграден заеднички став по однос на конкретниот предлог, бидејќи сепак е добијан или односно е разговарано пред неколку дена. Меѓутоа сепак зборуваме за формата. Сакам да кажам дека Македонија е поосетлива по однос на прашањето и по однос на потребата за решавање на оваа прашање и ние сме одлучиле да бидеме внимателни бидејќи сме посветени да најдеме решение. Ние сме сериозни да најдеме решение и не сакаме да дозволиме со грешки во чекори евентуално да го компрометираме целиот процес. Меѓутоа имате информација, имате став, кажам, во Атина од страна на медијаторот кој што вели некои информации протекоа. Самата таа формулација значи дава тежина на голем дел од информациите кои што се пласираат во грчките медиуми. И покажува дека тоа не е случајно. Генерална проценка на сите кои што се разбираат во преговори, сите што ја следеле хронологијата на овие преговори дека е многу осетлива тема која што треба да достигне одреден степен на матурација па да се изложи во јавност доколку сакаме да успее процесот. Добро, вие велите сега дека таа не созреала уште ни во државниот врв и државно-политичкиот врв. Сакам да кажам дека ова е став кој што ние сметаме дека ќе му помогне на процесот и го препорачуваме и на грчката страна и на сите други страни да внимаваат со јавно искажаните ставови по однос на предлогот, дека поради тоа што треба сепак да се достигне до одредено оформување на целиот процес, па да можеме после да се соочи со јавноста. Апсолутно не бегаме од јавноста, меѓутоа јавноста мора да се соочи треба да се соочи со нешто што е конкретно, што е оформено, за кое што треба да изгради став. Сега е се уште во незрела фаза да може да се изложи. Меѓутоа не може да се каже дека е во незрела фаза кога шефот на грчката дипломатија ќе излезе во јавноста и ќе каже дека медијаторот доставил 5 конкретни предлози, 4 имиња на македонски јазик, меѓу кои едното е и Македонија Скопје, и дека едно од прашањата, односно дека грчката позиција според неговото мислење е дека името ќе треба да биде сложено со терминот на Македонија, но да не биде на англиски и да биде на јазикот или на јазиците на оваа земја без превод. Ако на ова ја додадете изјавата на Нимиц дека протекоа некои информации, вие не можете да кажете дека ова се само шпекулации и притоа соодветно да не одговорите пред сопствената јавност. Значи, ние сметаме дека за да успее процесот треба да се
оформи и да матурира пред да се изложи во јавност. И сметаме дека така ќе придонесеме за да успее овој процес. Ние многу сме заинтересирани процесот да успее и затоа сме внимателни во тој дел. Се надеваме и дека грчката страна исто така ќе помогне за да успее процесот и ќе биде исто така внимателно во јавно искажување на ставови, на црвени линии и така натаму, бидејќи сепак дебатата во оваа фаза не треба да биде во јавноста, туку треба да биде помеѓу преговарачките тимови, а потоа во наредна фаза се разбира дека нема да се донесе ни една одлука без тоа да се изложи во јавноста. Меѓутоа, логичен след на чекорите за да успее процесот е ова. Да, ние со ова покажуваме дека како држава сме сериозно посветени и заинтересирани процесот да успее. И не сакаме на ниту еден начин... Како влада ги споделивте информациите, што е нормално, никој не очекува сега да го извадите предлогот и да го дебатираме овде кај намаса. Меѓутоа, вие како влада ги информиравте председателот, останатите политички партии и се застана на тоа и велите дека предлогот се уште не е созреа. Ние немаме информација кои ќе бидат следните чекори на усогласување на тој државен став, например. Ќе бидете информирани, знаете дека преговорите сега се подигнати на повисоко ниво, со директно вклучување и на министрите за надворешни работи, што значи дека процесот созрева и во момент кога ќе се процени дека изложувањето во јавност нема да го компромитира процесот, односно нема да го уништи процесот од старт, тогаш се разбира тоа ќе се направи. Кога како држава, ајде да ја оставиме јавноста, бидејќи сте очигледно чувствителни на... Сакам да кажам дека премногу внимаваме затоа што премногу сакаме процесот да успее. Во ред. И премногу внимавате и еве кажете ми... Можеби сме повнимателни од грчката страна, меѓутоа се разбира дека за нас е поважно прашањево да се реши. Со сиот респект кон внимателноста, потребата јавноста да биде изолирана во еден дел од текот на преговорите, се додека не созрее тој за да биде пласиран во јавноста, како што велите. Која е агендата за тој да созрее меѓу државно-политичкиот врв, меѓу чинителите кои што ќе треба да одлучуваат, бидејќи денеска сме втори. 23 односно 26 е најавено дека ќе стигне грчкиот предлог. Еве нека биде и средина на март, нека задоцни малку. Меѓутоа, ако во овој период се нема средби на државниот врв, се нема повторни лидерски или координативни или како да се средат, како и да се нарекуваат тие средби, како тогаш вие кога ќе го добиете како влада на кој овој процес има направена агенда за тоа како ќе созрее процесот чекор по чекор и се разбира дека ќе се искористи тоа и со Република Грција и Министерството за надворешни работи да се одвиваат. Прашањето беше предлогот ќе дојде до крајот на февруари најдоцна. Што до тогаш ќе се прави внатре дома за усогласување на тоа што е позиција на Немец. Бидејќи не одговоривте. Бидејќи вие велите градиме државен консензус од една страна, а од друга страна вие немате консензус во владината коалиција. Ставот на СДСМ, како впрочем и на ВМРО-ДПМН е секое решение оди на референдум, ставот на ДУИ е дека не треба да оди на референдум. Значи, вие одговорив на прашањето дека во овој период ќе се координираме внатре, ќе се координираме со нашите меѓународни пријатели, ќе се координираме со Република Грција. Тоа ќе го направиме во овој период искористувајќи го секоја минута од денот со цел што побрзо да се најде решение. Во однос на различните ставови за референдумот, сепак зборуваме за различни ставови за чекорот број 2. Не зборуваме за различни ставови по однос на чекорот број 1, кој што е причина за немање на решение во последните 25 години. Значи, до сега прашањето не е затворено не заради тоа што имало несогласување дали ќе има референдум или не, туку заради тоа што не е најдено заеднички прифатливо решение. Нашиот став, сега зборувам како ДУИ, не како член на таа владина делегација, е дека прашањето е толку сложено, комплексно, емоционално и не смее дополнително да се оптерети ни за влакно
доколку сакаме да најдеме решение. чекате. И треба да се ја фокусираме целата енергија да стигнеме до тоа до кај што не сме стигнале во овие 25 години, да најдеме заедничко прифатливо решение. И прашањето како ќе го верификуваме тоа решение, да го оставиме за втората фаза, откако ќе стигнеме до тој предлог. Пошто ако сега зборуваме за чекорот број 2, а не сме нашли решение за чекорот број 1, мислам дека правиме прентубација на целиот процес и само го оптеретуваме дополнително. Господин Османи, ништо не преюдицираме. Чекор 1 и чекор 2, чекор 2 е политичка одлука, политички став, чекор 2 за да се оди на референдум. Чекор 1. Чекор 1 е правно дефиниран со времената спогодба и во случај кога ние го имаме договор предлогот од Грција, јас се обидувам сега да логицирам. Што значи тоа? Дека вие ќе преговарате за грчкиот предлог, владата ќе го прифати, ако го прифати владата, следниот чекор е Нимиц да информира во Обединетите нации дека предлогот е прифатен. Чуму тогаш референдум? Не се разбираме. Чекор 1 е да се најде заедничко прифатливо решение. Решение во кое што и Грција ќе каже да, грчката влада во случајот и македонската влада ќе каже да. До тој момент ние не сме стигнале 25 години. И всушност тешкотијата е до тоа да се стигне. И затоа велам да ги одвоиме овие два чекора. Добро, да ги одвоиме. Што ќе се случи во најоптимистичка варијанта, чекор 1 се наоѓа взаимно прифатливо решение. Што потоа? Па мислам дека премногу го олеснивте процесот. Ако најдеме ние заедничко прифатливо решение, ќе се најде начин. После све друго е полесно. Најтешкиот дел не е полесно, многу едноставно. Владава или ќе чека прво да оди на референдум, па сето тоа да се процесуира. Ако тоа го чекате, ќе ги пропуштиме сите рокови во јули, или ќе го пренесе товарот сама да го подпише договорот, па подоцна. Уште еднаш пластично да го објаснам. Значи, чекорот 1 е наоѓање на заедничко решение, тоа е најтешкиот дел до кој што никогаш не сме стигнале овие 25 години. Чекорот 2 е верификација на тоа решение. Значи, јас зборувам дека најтешкиот дел од овој процес ќе биде за наоѓањето на заедничко прифатливо решение. После за верификацијата е друг процес кој што ќе следи после. Нашиот став е да не преюдицираме за чекор 2, дајте сега целата енергија да ја концентрираме како да стигнеме до заедничко прифатливо решение кој што ќе биде одржливо и кој што ќе го чува достоинството на народите во двете држави и на двете држави. Тоа е најтешкиот дел во процесот. Според мозаикот и звездите што ги споменавте на почетокот како се наредени, чекор 1 и во најоптимистичка варијанта да предпоставиме дека еве сега е моментот и предлогот е совршен и ќе се најде взаимно прифатливо решение, чекор 1 без чекор 2 не можат би токму заради коцките од мозаикот или наредените звезди кои што вие ги споменавте. Се треба да се заврши, да поедноставиме до март, април, па да има референдум, па во јуни да добиеме од Советот на ЕУ тоа што очекуваме и од НАТО тоа што очекуваме. Нашиот став, зборам сега како ДУИ, е поради тоа што чекорот 1 е премногу комплициран и тежок, не смее дополнително да се оптовари со ниту еден друг консекутивен чекор. Да стигнеме до фаза да најдеме решение, после ќе седнеме пак и ќе видиме како... Прво не можете да ги одвоите, а второ немате време. Следниот ден ако треба. Дајте до тој момент целата енергија да ја фокусираме во наоѓање на решението. Бидејќи, ако сега го отвориме прашањето на чекорот 2, ние можеме целата дебата да се киднапира од тие што не сакаат да се најде решение и да ја фокусираме дебатата на чекорот 2, референдум или не, кога всушност тоа не е најважното прашање. Најважното прашање во процесот е чекорот 1, дали ќе најдеме заедничко прифатливо решение за двете страни. Од тука сакам да ги издвоиме чекорите за да може полесно да ја канализираме општествената енергија, државната енергија во двете страни да наоѓаме решение. Намерно некој можеби го наметнува чекорот 2 само за да го компрометира процесот. Вие мислите дека
навистина нема центри кои што не сакаат да се реши ова прашање, за да Македонија долго време остане заложник, безбедносно не покрива. Независно. Јас мислам дека има и внатре, и регионално, и глобално такви центри кои што сакаат Македонија да биде сега во услови кога вие немате внатрешен консензус во владата за неопходната поврзаност и неделивост на чекор 1 и чекор 2, влегувате во некакви теории на заговор дека има центри кои што сакаат овој процес да не успее. Мислам дека ја вртите тезата. Прво, ние имаме конструктивни разлики во владата и отворено разговараме. Затоа се овие разговори со опозицијата, ДУИ, СДСМ, со цел секој да придонесе во процесот. Ние не го криевме и нетранспарентно го кажавме ставот. Ние се обидуваме да ги убедиме и опозицијата и СДСМ дека е по-паметно сега целата енергија да ја фокусираме на чекор 1, бидејќи некој може да го злоупотреби во оваа фаза и наместо сега да разговараме како да најдеме квалитетно решение, ние разговараме како ќе го верификуваме тоа решение и губиме енергија на добро, ајде да го преформулирам прашањето, која ќе биде позицијата на ДУИ, доколку ниту СДСМ, ниту ВМРО ДПМН не отстапат од ставот дека без оглед какво да е решението, бидејќи тоа ќе се оди на референдум. ДУИ игра и албанците генерално играат конструктивно по однос на оваа прашање, дури не само конструктивно, туку цело време се обидуваме да сме сензитивни на чувствителноста што ја имаат етничките македонци по однос на оваа прашање. Дури еден период решивме воопшто да не зборуваме за темата, само да не се помисли дека ДУИ, односно албанците се безчувствителни. Сега напротив се обидуваме заеднички да помогнеме за да решиме едно прашање кое што е важно за сите граѓани и за самата држава. Така да ДУИ ќе биде конструктивна и со ништо нема да го попречи овој процес. Ние сме свесни колку е витално НАТО и Европската унија Случајност е или не тоа што билатералниот договор прво во интервју, мислам за Етнос, го спомена прво Ахмети пред воопшто да го спомене Коцијас? Или е тоа дел од некаква стратегија, договорена или не договорена, формална или неформална? Делот од тој став дека примерот со Бугарија покажа како две држави во Европа може да се однесуваат европски и да направат преседан на Балканот без медијатор да најдат решение за кое што политичките елити 10 години наназад не можеле да најдат решение. И ние се разбира сме дел од таа позитивна приказна во Европа заради таквите примери. Мислам, одете во било кој главен град во Европа, се восхитени како Македонија и Бугарија, земји од овој регион, успеа да најдат без никакво посредување такво решение. И тоа рефлектира позитивно, резонира позитивно за државата. И во тој контекст ставот на Ахмети дека таа практика треба да се европски, треба да се однесуваат и Грција и Македонија и за овој спор и да најдат решение внимавајќи на сензитивноста на прашањето и во едната и во другата држава. Би прифатиле преки на преговорите како што односно заклучок дека не може да се дојде до решение како што изјави и Димитров доколку се засега по идентитетските прашања? Мислам дека прашањето на прекинување на преговори не го има спомнато никој. Не, дека нема да дојде до договор во оваа фаза, не на прекинување на преговорите. Јас сметам дека двете страни, двете држави треба да внимаваат со јавно искажани крајни ставови. Треба отворено, искрено, пријателски, соседски да се седне и да се кажат отворено кои се нашите сензитивности. Отворено на маса да им се каже дека ова се нашите сензитивности, другите ќе кажат тие се нашите сензитивности, ајде да разговараме. Да не кога имате од грчка страна отворено дека ќе бараат менување на уставот заради некаков иредентизам. Кога Македонија го сменила уставот заради тие причини. Сега ги менува имињата на аеродромот, на автопатот и така натаму, а од другата страна да нема. Може ли да бидеме директни и искрени? Ова прашање нема да се реши преку пресконференции и изјави. Ако некој мисли дека преку јавно испратени пораки ќе се најде решение, тој не му мисли добро на процесот.
Затоа, можеби, ставот на нашето МНР е одговор на ставовите од грчката страна. Меѓутоа, сметам дека овој процес треба да се одвива на маса, пријателски, искрено, отворено, кажувајќи кои се нашите сензитивности и кои се сензитивностите на соседот. Максимално да се внимава токму заради овие моменти што ги спомнавте со јавно искажување на ставови. Бидејќи додека стигне пораката таму, ќе се изврти 10 пати и може реакцијата да биде лоша на, можеби некажан таков став и сето тоа да влијае во влошување на процесот. Македонија е многу повеќе заинтересирана ова да се реши ова прашање и затоа е многу повнимателна. Грција може да си го дозволи тоа. На Грција се разбира дека е важно и на Грција да се реши прашањето и затоа е толку посветена. Меѓутоа не толку колку што Република Македонија е засегната од спорот и затоа е нормално да ние да сме малку повнимателни. Меѓутоа еве јас испраќам порака двете влади треба да се многу внимателни во однос на јавно искажаните ставови, бидејќи нема да се реши ова прашање преку пресконференции, преку јавни препукувања на некој начин. Од тоа што го знаете, има ли основа да се верува дека е можен договор, а тоа би требало да биде некаде март-април, за да може сето она што е понатаму во агендата да се реализира, бидејќи без решение за името не може да се очекува да се очекуваат оние други одлуки во јуни и во јули. Лично не верувам дека одложувањето и купувањето време ќе даде квалитет на решението. Напротив, колку повеќе се одложува, толку повеќе ќе има интерферирање од тие што сакаат да не се реши прашањето. Прашањето беше дали има доволно квалитетни елементи за да се стигне до достоинствено решение за двете страни. Токму тоа ви кажав. Одложувањето не значи квалитет повеќе во решението. Да, време да се согледат сите околности, меѓутоа да не заборавиме дека прашањето трае 25 години и дека Нимиц ништо не дал различно или освен некои моменти од тие сет на идеи што се разговарале во неколку наврати во овие 25 години. Значи, прашањето не е од вчера, за да ние бараме уште 5 години. Да, меѓутоа во тој сет на идеи имало идеи според кои јазикот на кој што сега јас ве прашувам може да биде горномакедонски. Јас никогаш не сум дозволил себе си лични ставови, меѓутоа не би поддржал влада или решение или референдумско прашање доколку мојот јазик и јазиков на кој што вечерва разговараме според тие предлози биде горномакедонски или долномакедонски или вардаромакедонски или не знам како. Мислам дека е премногу осетлива тема за да направиме дебата на основа на шпекулации, бидејќи само ќе ја оптовариме. Не, затоа го посочив како еден од примерите за да ги оцените квалитетните елементи внатре кои што ви даваат надеж дека е можно решение. Важна ми е пораката дека одложувањето на решението нема да дава квалитет. Ова прашање или го решаваме во наредните месеци или не го решаваме во наредните десетици години. Значи, не е прашање на време кое што ќе даде додаден квалитет на решението. Разговарани се сите можни опции. Ова се идеите. Ако сакаме, можеме да го завршиме прашањето од тоа да имаме конкретна корист како држава, а тоа да си се обезбедиме доживотно како држава во НАТО и да си го отвориме патот за Европската Унија, или ќе си останеме голи во овие геополитички превирања, па потоа нека ќе ја мислиме иднината на државата и на идните генерации. Јас сметам дека треба да бидеме искрени со граѓаните. Дека ако не го решиме сега, нема да го решиме во еден период, меѓутоа заеднички ќе одлучиме свесно да влеземе во тоа. Освен ако има и како. За голем дел од граѓаните, особено за македонците, е битно и како. Апсолутно. Меѓутоа тоа како не се прави на улица, не се прави на пресконференции, не се прави на јавни дебати за сега во оваа фаза. Затоа има преговарачки тимови од луѓе кои што имаат доверба од граѓаните, кои што граѓаните ги избрале и дека знаат дека они ќе се борат до крај за најдоброто решение на државата.
Така да им се остави на луѓето да стигнат до тој моментум кога ќе се каже сега е време, може да го изложиме предлогот пред јавноста, па да направиме јавна дебата по однос на тој. Дури јас ако се вратам на календарот и на вашата, ако се вратам на календарот, ние можеме поради шоу да почнеме обратно, прво предлозите да ги изложиме во јавност, па потоа да седнеме да преговараме. Не, сега вие карикирате, воопшто не беше тоа идејата, прашањето беше во контекст на календарот. Добронамерниците на овој процес ќе почитуваат дека мора да се запази овој след на чекори и мора да се запази одредена дискреција на процесот ако сакаме да успее. Ќе се согласите дека март ќе излезе, март, април ќе биде клучниот месец. Меѓутоа ако вие денеска на 2 февруари велите дека се уште имате различни ставови внатре во коалицијата, дека нема единствен државен став, а предлогот доаѓа за 20 дена и ќе немаме помалку од месец дена за него внатре да се дебатира, за да се одговори и на тоа како, тогаш изгледа многу несериозно. Ако изберете негативни точки и ги врзете во една фреквенција, ќе направите негативна приказна. Пробајте да ги видите и другата фреквенција. Значи, прво е добро што седнавме сите политички партии, најрелевантните политички партии и разговаравме искрено за ова прашање, вклучувајќи и опозицијата. Добро што веднаш после тоа медијаторот дојде и се сретна повторно и со партиите од власта и со партиите од опозицијата. Што значи дека имаме еден процес во кој што опозицијата е вклучена целосно, па и преку медијатор кој што знаеме дека е функционер, односно преговарач кој што е функционер од сегашна опозиција. Преговарачот кој што е веќе исклучен од процесот, бидејќи не е исклучен од процесот апсолутно, значи не е исклучен. Преговорите се одвиваат понатаму на ниво на министерство. Меѓутоа и тој ќе биде дел од тој процес, исто така и председателот Иванов, кој што знаеме дека сепак бил кандидат од опозицијата. Значи имаме цел спектар на општеството е вклучено и тоа е позитивниот моментум. Има волја од сите страни. Ни една политичка партија релевантна не спори дека треба да се најде решение и треба да се деблокираат процесите. Значи, ај обидувајте да си ги поврзете овие позитивни точки, ќе видите дека не е толку лош наративот, односно тоа што се случува. Нема да биде лесен процесот, тоа е јасно. Иначе ќе се завршеше многу порано. Ништо не е полесно сега од пред 5 години, пред 10 години. Тоа што е попозитивно, реков дека имаме позитивна клима прво помеѓу државите, нема меѓусебни провокации, има одреден степен на меѓусебна комуникација и доверба, имаме посветена влада која што размислува за наредните генерации, а не за наредните избори. Ова е квалитативен исчекор во размислувањата не само во Македонија, туку на целиот регион. Значи, политички партии кои што ќе ги стават наредните генерации пред наредните избори и се спремни и да ризикуваат наредни избори само за да ја гарантираат долгорочно државата и наредните генерации. Тоа е квалитетот што мислам дека го имаме во моментот и треба од тоа да извлечеме максимум. И добри и помалку добри, односно загрижувачки предлози, што би рекол шефот на дипломатијата Димитров, но очигледно останува да ја почекаме и грчката рамка и да го видиме и натамошното позиционирање на државата во однос на оној заеднички став кој што рековте дека се уште го нема. Бујар Османи, вице-премиер за евроинтеграција, гостин во вечерашната топ тема на ваша страна по рекламите за оној втор дел. Конкретните обврски, реформски, што треба да се исполнат за да се добие одмрзнување на препораката од Брисел и чекор понатаму почнување на преговори доколку се реши проблемот со името, од кој дел се почнати, дел и натаму се на хартија. Зошто ќе биде едно од прашањата. Останете со нас. Бујар Османи, вице-премиер за евроинтеграција, гостин во вечерашната топ тема на ваша страна. Продолжуваме со она што е втор дел или чекор 2, но не во контекст на името како во првиот дел, туку во контекст на евроинтеграциите. Господин Османи, тројката помина, ни остана 69, на прагот сме да останеме веќе само на деветката. Докада е 369 со реализација, макар еве и процентуално? Значи, голем број од мерките кои што се предвидени во планот 369 се реализирани.
најголемиот дел ја имаат поминато фазата на оформување низ институциите, ги имаат поминато филтрите на јавна расправа, на комисии, на влада. Дел од нив поминале и низ собрание, дел од нив се очекува да се изгради консензус, меѓутоа генерална е проценката на сите кои што го следат процесот од надвор е дека Македонија има направено позитивни чекори во реализација на реформите и дури може да се каже дека еден од условите од условеноста на препораката, тоа е идните реформски приоритети, дека е исполнет. Меѓутоа се разбира дека планот 369 не значи само штиклирање на реализирани мерки, тоа значи и имплементација и менување на реалноста. Менување на реалноста во смисла на начинот на однесување и во судството, и во јавната администрација, и во безбедносните служби, и се разбира дека тоа е подолг процес, меѓутоа пак ќе кажам повторно надворешни проценки се дека има разлика и во однесувањето, освен во законската рамка со цел реформа на правосудството, безбедносните служби и јавната администрација, они го валоризираат фактот дека има промени и во однесувањето во судовите, во јавната администрација, во безбедносните служби и поради тоа мислам дека позитивни се проценките во сите или во најголем дел од земјите членки на Европската унија, меѓутоа и во Европската комисија. Вие бевте незадоволен не така одамна кога констатиравте дека некои институции е многу Мојата улога е да не бидам задоволен, бидејќи мојата улога е да го мониторирам процесот и таму каде што гледам дека има застој да направам дополнителен притисок да се тоа реши. Меѓутоа исто така мојата улога освен притисокот е и да има возможам и финансиски средства на институциите да може да ги подкрепат тие реформи, бидејќи тоа е секретаријатот. И е стапот, меѓутоа и е морковот, бидејќи и нуди средства преку ИПА фондови, преку билатерални донации да можат институциите тие реформски проекти да ги подкрепат и финансиски. Значи, јас секогаш ќе бидам незадоволен, бидејќи тоа е мојата улога, меѓутоа генерално затоа кажав проценката на надворешни проценители е дека Македонија има направено голем исчекор во делот и во формалниот дел во реализација на реформите, меѓутоа и во тој суштинскиот дел во промена на однесувањето, што е и многу важно, но има многу уште да се прави. Чија промена на однесувањето, бидејќи ако говорите за промена на однесувањето на судството, таа е малку чудна. Впечатокот е дека судиите само ставија тога со судска тога со друг партиски амблем. Јас ви кажав, односно се обидуваат да ја угодат на новата влада. Значи, се разбира дека одеднаш нема сето тоа да биде перфектно и не велам дека нема уште многу што да се прави. Но како може да бидете задоволен кога имате клучни луѓе на судските институции како претседател на Врховен суд, како претседател на судски совет, кои што до пред некој месец велеа дека извештаите на Европската комисија за состојбите во судството се неточни, не соодветствуваат на реалноста, дека лошата состојба во судството е само во главите на новинарите и тие што лошо ја брифираат Европската унија. Сега од истите луѓе имате најголеми реформатори во судството, па дури дел од нив ќе се најдат и во новиот судски совет. Предводен од премиерот. Не мислам дека решение е политичка партија која што ќе дојде на власт дека треба да ги смени судиите и треба да стави нови, ниту тоа е препорака на комисијата на Прибе. Значи, јасна беше препораката на Прибе, кои мерки треба да се прават, констатацијата дека во судството има потенцијал и има капацитет и не се препорачува. Не, еве конкретно, како вие лично гледате на радикалната промена на ставовите на еве тројца клучни луѓе во судскиот систем, јас споменав двајца. Актуелниот претседател на Врховен суд и претседателот на судскиот совет. Како вице-премиер ја толкувате нивната трансформација, ако ги прочитате изјавите што ги дава лани, полани, кога стигнува најкритичните извештаи на Европската комисија,
кога излегоа реформските приоритети на Прибе, кога не го признаваа Прибе за релевантен и нивните изјави сега во кои тие истите луѓе се представуваат како потенцијално најголемите реформатори на судството. Не мислам дека дебатата за карактерите е суштината на оваа дебата. Суштината е дали ја сменивме законската рамка со што ги испрекинавме врските. Ние не сме почнале да менуваме законски рамки, а тие почнаа да го менуваат својот однос. И еве како вие го толкувате таа промена на тој дебатата за карактери ниту ми е својствена, ниту сметам... Говориме за интегритет на личноста, а многу работи во судството зависат од интегритетот на личноста, впрочем, како и во политиката и во сите други сфери. Мојата задача е приоритетите на владата, преточени во стратегија за реформи, препораките на Прибе, преточена исто така, препораките од Венецијанската комисија, сето тоа да се материализира во законски решенија кои што ќе го дадат правецот на реформата и дали тоа се рефлектира, дали тоа се рефлектира во реалноста. Многу малку законски решенија, еве, клучните 5 закони кои што беа дадени во ноември и требаше да се завршат до декември, се закон за укинување на Совет за утврдување на факти, само тој е донесен, закон за заштитени сведоци, објавување на извештајот на АКМИС и препораките. Јас ве прашувам за разликата. Значи, ние не сме ги донеле законите, меѓутоа луѓето ги сменија ставовите. Како вие гледате на тоа? Јас нема да бидам адвокат на владата дали има справедно, бидејќи јас и вие сме на иста улога, да мониторираме и да правиме притисок. Вие во делот на јавноста, ја во делот на секретаријатот кој што има таа улога да мониторира и да прави притисок. Што е направено до сега? Прво, подготвена е стратегијата за реформи во правосудството, која што е одобрена од Европската комисија. Стратегијата е тој голем документ кој што ја дава рамката за реформа на правосудството во наредните 5 години. Ние имавме голем проблем со таа стратегија, бидејќи никако не можевме да ја усогласиме. Ма пак бегате од одговорот на моето директно прашање. Како вие како вице-премиер гледате во преку ноќното менување на ставовите на овие луѓе, кои што до вчера не го признаваа Прибе, а денеска се представуваат како потенцијал за носители на тие реформи и премиерот ќе ги вклучи во новото советодавно тело, откако претходно се распадна експертското. Многу е конкретно прашање. Јас сум доктор, но не сум психолог и нема да давам никакви квалификации по однос на расположенијата и ставовите лични на луѓето по однос на процесот. Реков дека сметам дека не е решение да се сменат луѓето кои што се во судството и да се донесат нови, туку напротив да се искористи потенцијалот и капацитетот за да се воведат во ред работите. Тоа се прави преку носење на стратегија. Но вие правевте како еден од предусловите правевте анализа на објавување на извештајот за АКМИСот. Тука сакам да стигнам и не ми дозволуваш за тоа. Значи да се направи стратегија, да се направи акционен план кој што предвидува менување на 30 закони. Паралелно да се направи инспекција на АКМИСот, па препораките, едните ако имало констатации за злоупотреби да се пратат во обвинителство заради санкционирање на истите. Другите препораки да може да се дадат на судството за да се почитува. Значи сето тоа се работи кои што треба да ги направи владата. Проценката беше дека треба да се направи јасна законска рамка согласно препораките на Европската комисија, на Венецијанската комисија и тоа да се обидеме да го имплементираме со заеднички напори, сметајќи дека во судството има доволен капацитет, има потенцијал, само треба да се прекинат врските, односно интерферирањето од страна на другите нивоа на власт. Зошто тогаш на извештајот за АКМИС го подведовте под државна тајна, кога за констатираните надлежности со проверка на соодветните закони, правилници и враќање на времето назад, може лесно да се утврди кој бил председател,
и каде може да се лоцира одговорност? Веројатно заради тоа што некои детали се пратени во обвинителство, а ако се отвори предистражна постапка, таа знаете дека е тајна, така да во склоп на тие законски решенија тоа е направено, меѓутоа јасно им е укажано и на Министерството за правда дека препораките од инспекцијата на АКМИ системот како јасни заклучоци и чекори треба да им се дадат на судовите за да можат да не се повторат грешките и евентуално како да се максимално ефектуира тој систем. Така да не се обидувам да бранам ништо, бидејќи имаме иста позиција во тој дел, туку да морам да кажам дека е направено многу во овој период од 6 до 9 до 9 многу работи се растурија, се растури Советот за реформи. Дали е тоа доволно? Не е тоа доволно. Зошто се откажавте од Советот за реформи и преминавте на ново тело? Повторно правиме дебата за форма, за карактери. Не е тоа суштината. Суштината е дали имаме судство кое што е независно, дали имаме судство кое што е ефикасно и ефективно и тоа дали можеме да го подкрепиме со параметри. Чекайте, ова е 369 и вие тука сте запишале дека ќе формирате совет. Да. Го утврдувате составот на тој совет. Тој состав вели трпиме политички влијанија, се меша Министерството за правда, никој не е ферма и вие наеднаш носите нова одлука, го укинувате тој совет, формирате нов. Ке зависи од нас двајцата сега на оваа дебата, дали ќе разговараме за продуктот што тој совет го има направено, што се вика стратегија, или ќе разговараме за тоа како изгледаат луѓето во советот, какви лични ставови имаат помеѓу себе во односот кон владата. Тој совет има направена стратегија, која што е на добри 60-70 страни. Таа стратегија во себе содржи најмалку 7, одобрена од Европската комисија. И тоа е многу значајно. Тоа стратегија има акцијски план. Тој акцијски план треба да почне да се спроведува, содржи измена или нови најмалку 50 закони. Треба да почнат да се подготвуваат од 14 февруари, а да завршат во септември. Тие закони треба да ги подготвуваат луѓе, експерти, квалитетен кадар. Голем дел од тој квалитетен кадар, кој во јавноста будеше надеж дека од таа стратегија ќе излезе квалитетен продукт, го нема повеќе во Советот и тој состав на Советот се растури кога дел од членовите на Советот се пожалија дека принципите на транспарентност, отвореност кон експертската јавност, кои што владата генерално ги имаше, не постојат. Туку постои своевиден политички диктат во кој што тие се само декор. Тука е проблем. Зошто дозволивте тоа да се случи? Инаку, субститутот на таа стратегија е битен. Што ќе произнесе? Релевантен е ставот на тие експерти, исто колку што е релевантен ставот и на Европската комисија, која што вели дека е задоволна, дека сите препораки нивни се инкорпорирани токму од тој совет. Ние сме задоволни од работата на советот и сметаме дека завршија одлична работа. Улогата на советот беше да ја подготват стратегијата, да го подготват акциониот план. Тоа беше работната група, советот не ни почна да работи. Советот требаше да работи на законите. И советот беше вклучен во тој дел, и акциониот план, и делот законите кои што делнели и се поминати веќе во владина процедура, дел поминати и во собраниска процедура. Сега, кога е фаза на мониторирање и на имплементација, одлучено е дека тој совет треба да биде на владин ниво, за да се вклучат повеќе институции во него и тој да го Зошто се е концентрирано во кабинетот, дури го нема СЕП кој што се предпоставуваше дека ќе биде една чадор организација која што ќе ги наблюдува сите тие процеси. Не, зошто таква концентрација на едно место? СЕП е чадор организацијата која што го мониторира и која што е одговорна за мониторирање и контрола на целиот процес. Одредени совети се подигнати на ниво на премиер за да се даде тежина на самиот процес, за да се има поголемо согледување на
на процесот, вклучувајќи ги сите институции. Тоа е прашање на проценка, меѓутоа апсолутно нема некаква тенденција за концентрација, туку напротив, за да се помогне и за да се олесни процесот. Сигурно на премиерот не му е дојдено да учествува на сите тие состаноци, меѓутоа проценето е дека може да помогне за да се олесни процесот. Меѓутоа, повторно ќе кажам, се постанува главниот координатор на целиот тој процес и тоа го прави секојдневно преку напорна работа на 100 луѓе кои што се вклучени. Ова интервју беше отворено и за прашања од гледачите, ги немаме многу, но затоа во овој нов концепт кој што го почнуваме од ова, условно да кажем, втора сезона, прашуваме и дел од невладините организации кои што за ставови и директни прашања кои што директно го следат процесот на евроинтеграција. И првото прашање во овој контекст во однос на судството е од Мирослав Драганов од Институтот за човекови права. Со оглед на претходните изјави и заложбите на владата на Република Македонија, како и врз основа на предлог законите што сега се објавени на ЕНЕР, пред се законот за измените на законот за судскиот совет, никако како да недоволно се изменети одредбите кои што би регулирале индивидуалната одговорност на членовите на судскиот совет. А тоа е еден и од целите на стратегијата за реформа во правосудниот сектор и самиот акцијски план, каде што како индикатор на успешност е утврдено дека тоа ќе се мери ако овие законски измени бидат направени во таа насока и потоа бидат покренати соодветни постапки во таа линија. Па каков е ставот на заменик председателот на владата по однос на ова прашање, пред се што овие предлог измени наскоро ќе дојдат на седница на влада? Вице-премиер? Значи, овие законски решенија се направени во основа на препораките на ПРИБЕ, на Венецијанската комисија и се разбира со импутот на експертите вклучени во овие работни групи. Основната идеја беше првично да се укине Советот за утврдување на факти и таа надлежност да се врати на судскиот совет, а во меѓувреме се работи и на измена на законот со цел на утврдување на критериумите за оценка на судиите, со што не само квантитетот ќе биде основа за проценка на успешноста, туку и квалитетот во донесување на одлуките, и тоа се прави. Значи, ова не е некоја деново решение кое што произлегува од владата, туку апсолутно усогласен став помеѓу експертската јавност, меѓутоа и Европската комисија, ПРИБЕ и Венецијанската комисија. Затоа се ставени на ЕНЕР, доколку има дополнителни размислувања кои што сметаат дека може да го подобрат квалитетот на решенијата, ние сме отворени да ги разгледаме и да ги прифатиме доколку тоа ќе го подобри квалитетот. Од Институтот за човекови права имаме уште едно прашање. Да го слушнем. Како гледа на консултативниот процес заменик председателот на влада, особено што и во стратегијата и во акцијскиот план беше предвидено дека не само за стратегијата и за акцијскиот, туку и за сите законски измени ќе биде консултиран меѓу другото и граѓанскиот сектор. Тоа се случи со неколку закони, меѓутоа еве конкретно со законот за укинување на Советот на факти, откако беше објавен ЕНЕР, немаше јавна дебата. А исто така, како што напоменав и претходно, немаме информација дали во извештајот воопшто било пишано нешто различно, дека некое мислење не се усвојува. И сега прашањето ми е дали на седниците на влада воопшто се разгледува овој извештај и уште повеќе дали владата согласно членот 68 од деловникот ги доставува овие закони и до Бирото за застапување на Македонија пред Европскиот суд за човекови права, затоа што има обврска бидејќи се работи за заштита на човековите права да ги достави и до овој орган. Ве молам за краток одговор, бидејќи ги имаме уште неколку. Значи, граѓанското општество е вклучено во овој процес од зародиш до
имплементација. И апсолутно сме во постојана комуникација, дури го продолживме за 10 дена ЕНЕР-от за да се даде можност за давање на дополнителни ставови. Истите се разгледуваат и се земаат сериозно. Не можам да кажам конкретно за конкретниот случај, меѓутоа отворени сме, еве и директно да не комуницираат невладините организации доколку сметаат дека не е земено в предвид некое нивно мислење со цел да излеземе в пресвет. Меѓутоа став на владата е дека невладините организации се наши партнери во овој процес и сериозно се земаат предвид нивните ставови и така ќе продолжи и понатаму. Кои се шансите Македонија да се најде во планот на Јункер за проширувањето кон Западниот Балкан, кој што треба да биде објавен ако се биде според најавите идната недела? Прво, самиот план е од историско значење. Значи, немало таков документ во поскорешната историја со такво значење за целиот регион, како што е стратегијата што ќе се објави во вторник, документ кој што дава реална рамка за можноста за проширување на Европската Унија и со Западен Балкан. Нешто што како процес е започнато уште во 2003 со Солунскиот самит, сега добива вистинска рамка, дури и временска рамка. Имајќи предвид дека од пред 10 години Европската комисија нема дадено временска рамка за ниту една држава. Односно, го имаше сменето принципот на давање на временски рамки. Да, но она што е интересот во Македонија дека во првичните најави ја немаше Македонија тука. Дали имаме доволно аргументи дека ќе ја има? Да, прво морам да елаборирам колку е важен за регионот и за државата оваа посветеност на Европската Унија за Западен Балкан, за да излезе со стратегија која што ќе ја бетонира перспективата на Западниот Балкан во Европската Унија. Во тој процес се разбира дека Македонија се бори за да има повидливо и подобро место. Нашиот став е дека прво е добро што има временска рамка, дека 2025 е ставена како таргет за членство на земјите од Западен Балкан. Нормално дека прифаќаме дека Србија и Црна Гора се напред во преговарачкиот процес. Меѓутоа, нашиот став е дека оценката треба да биде заснована на merit-based системот, односно на индивидуалните заслуги на секоја држава. Имајќи предвид дека Македонија е доаен, ако можам да кажам, во тој... Имаме такви прашања. Значи, која е вашата проценка во овој момент? Дали ќе ја има? Значи, Македонија ќе ја има, се разбира. Меѓутоа, што е за нас важно? Да се даде на Македонија можност, прво да започне преговори, и второ, да може да ги пристигне другите држави откако ќе го започне процесот врз основа на заслуги. Се разбира дека цениме дека Србија и Црна Гора се напред во преговарачкиот процес, ќе морам да повторам. Меѓутоа, има некои оценки дека Македонија во некои други потенцијали е подобра. Сметајќи дека Македонија е најнапред во делот на хармонизацијата на европското законодавство, дека кога ќе го почнеме преговарачкиот процес со големи чекори, ќе одиме напред во тој процес и затоа бараме фер еднаков пристап кон сите држави врз основа на заслуги да може да се фати и тој рок 2025. Така да доколку во стратегијата биде дадена оваа можност да Македонија го фати тој таргет 2025, доколку ги дуплира напорите, доколку прави све што е во нејзина моќ да ги стигне другите држави, тогаш мислам дека е тоа добра шанса и за државата. Дали Јункер доаѓа во Македонија, кога и дали тоа доаѓање, кое неофицијално е за крајот на февруари, ќе биде со добра вест или ќе дојде да не теши? Значи, прво, јас го знам искуството на претходните министри. Задоволство е сега да си представник на државата некаде во Европската комисија. Македонија е позитивна, приказна во секоја канцеларија на Европската комисија и значи, буквално има надпревар да се прими делегација од Македонија или да се посети Македонија, токму за да се валоризира успехот на државата, која што од раб на криза и дури и безбедносна, успее да стане
позитивна приказна во целата Европска Но тој унија. дипломатски шарп треба да се материализира од тука уште еднаш прашањето. Дали е точно дека доаѓа, кога и дали ќе дојде со добра вест или да не теши? Го очекуваме председателот на Европската комисија, меѓутоа кон крајот на овој месец, што ќе биде од историско значење, историска порака за државата, меѓутоа и охрабрување да продолжиме понатаму. Повеќе го сваќам тоа како охрабрување да продолжиме на така со оваа динамика. Меѓутоа ќе имаме посети на високата представничка Могерини и на комесарот Хан и наши посети во важни главни градови. Сето тоа заради тоа што се препознава позитивниот наратив во државата и во реформскиот дел и во начинот на справување со политички сензитивните теми, во начинот на кој се однесуваме кон соседите и целото тоа европско однесување на општеството. Не ми кажавте ќе дојде да се одбележи добра вест дека Македонија ја има во стратегијата или да не утеши? Да не охрабри да продолжиме со оваа динамика, да ги затвориме прашањата, да продолжиме со реформите, бидејќи перспективите се тука, Македонија да почне со преговори, да стане членка на НАТО, да доаѓаат повеќе средства, да се подобри животниот стандард. Буквално имаме историска шанса да отвориме ново поглавје за државата, ново поглавје за младите, ново поглавје за бизнисот, ново поглавје за сите општествени слоеви. Мислам дека имаме генерацијска одговорност да направиме таква одлука, за да може да направиме подобар живот за граѓаните. Јас гледам светло на крајот на овој тунел, сигнали се овие важни посети кои што се случуваат, меѓутоа на крај на краиштата ќе зависи од тоа ние како ќе се однесуваме кон овој историски предизвик. Одиме со првите две прашања. Првото прашање на Александра Ивановска од ЕПИ и првото прашање на Андреја Стојковски од Евротинк. Препораката од Европската комисија е замрзната веќе 2 години. Која е опипливата промена или кои се клучните аргументи кои што вие ги представувате пред Европската комисија за истата да се одмрзне? Последното истражување Еврометар кое што го спроведовме во ноември 2017 година ни покажа дека 40% од граѓаните очекуваат членство на Република Македонија во ЕУ за 5 до 10 години. Наспроти тоа, едвам повеќе од 1/3 имаат слушнато за тоа што е планот 369. Ако имаме предвид дека ова е единствената реформска агенда на владата, што е она што владата има намера да го превземе, за да го направи овој оптимизам рационален, базиран на информации, со цел да ги подготви граѓаните за она што може да не очекува и за она што треба да не очекува. Молам за пократки одговори, бидејќи имаме уште еден сет прашања, малку време. Кои се аргументите? Значи, ние имаме 8 препораки од Европската комисија за започнување на преговори, од кои последните 2 препораки се условени. 2 се условите. Ургентните реформски приоритети и фер и кредибилни избори. Ние сметаме дека имавме 2 пати фер и кредибилни избори со позитивни оценки од страна на ОПСЕ, ОДИХР, меѓутоа и со планот 369 општа е проценката дека Македонија ги е на добар пат успешно да ги реализира овие ургентни реформски приоритети и тоа се основните аргументи зошто ние сметаме дека се постигнати условите и Македонија треба да добие чиста препорака за започнување на преговори, дали февруари или април, тоа во моментот го разговараме. Во однос на визибилноста на европерспективата, мислам дека се обидуваме максимално да ги представиме и Европската унија, тука и делегацијата е особено активна во прикажување, односно представување на работите што ги прави во Македонија, посебно преку ИПА фондовите. Тоа се милиони евра кои што делегацијата ги дава овде за подобрување на животниот стандард на граѓаните. Меѓутоа се обидуваме и ние како СЕП да стигнеме до секој граѓанин на различни начини. Меѓутоа важна улога играте и вие медиумите токму преку овој начин на комуницирање на перспективите на државата. Значи, апсолутно сме отворени. Се разбира дека овој период кој што е историски во однос на перспективата ќе ја зголеми уште повеќе и вклученоста и оптимизмот на граѓаните. Одиме со третото прашање од Александра Ивановска од Институтот за европски политики.
Европската комисија укажува на тоа дека се влошува состојбата со искористување на европските фондови и координација на истите во последните 2 години особено. Дали имате стратегија која што би ја искористила за да го подобрите истото, со оглед на тоа што знаеме дека подготвивте мастер план за ИПА искористување на фондовите? Дали тој не е објавен за јавноста? Што содржи истиот во поглед на подобрување на капацитетите? Прво не се сложувам во делот на опаѓање на искористеноста, бидејќи ние ја затворивме 2017 година со рекордно искористување од 95,4% искористеност на средства. И тоа е заради подобрување, односно зголемување на искуството кој што ИПА структурата ја има, меѓутоа и големиот напор што рекордно за таа година или споредено со претходните, бидејќи ако го споредите со претходните кога беше има и помалку од 50, односно 64%, тогаш тој процент би се намали. Значи конкретно за таа година искористеноста посебно е за тоа се детали Type 2013, искористеноста е 95% од средствата. До сега не сме имале таков степен на искористеност со стотици договори кои што се реализираат и тоа е со максимална посветеност на сите и делегацијата на Европската Унија, меѓутоа и ИПА структурите низ министерството, вклучувајќи го и финансии, па и тоа во СЕП. Работиме на подобрување на капацитетите. Денеска доаѓам од Струга, каде што целата ИПА структура ја свикавме таму на еден семинар за да видиме кои се потребите. Се разбира дека имаме предизвици во смисла на одлевање на ИПА структурата. Се обидуваме да воведеме нека политика на задржување преку стимулирање на истите и тоа го правиме преку комуникации кои што со другите земји кои што успешно тоа го направиле. Така да ќе продолжиме понатака во градење на доградување на тој децентрализиран систем на искористување на средствата и градење на институционалните домашни капацитети за апсорпција на ИПА фондови. Ако сето ова го сублимираме, на крајот излегува дека имаме едно позитивно и едно негативно сценарио, а нив во 2 прашања ги формулираше Андреја Стојковски од Евротинк. Одиме со второто прашање од Андреја Стојковски. Ако не успееме со добивањето на датумот за преговори, ако не успееме во реализирањето на реформската агенда, што и имаме во предвид дека планот 369 е единствената реформска агенда на владата, што е она што владата има намера да го направи во следниот период за да го подготви, за да ги подготви граѓаните за можното разочарување и како ќе се обиде да им го објасни процесот на реформи во иднина, за да се обезбеди поддршка за потребата за демократизација на државата и владење на правото, за сметка на потребата од реформи заради остварување на целта пристапување во членство во ЕУ. Ако успееме да го реализираме сценариото по нас наречено иглени уши, успееме да ги склопиме сите коцкички, да го завршиме планот 369 успешно, да го решиме спорот со името, да добиеме покана за членство во НАТО и покана за преговори, тогаш Македонија ќе треба во најскоро време да почне да преговара, а во периодов што ни следува, значи практично од понеделник натаму, ќе треба да почне да се подготвува за преговорите. Дали владата работи на преговарачки позиции, дали владата работи на тоа како треба да изгледат преговарачките тимови или преговарачката структура и како има намера да го вклучи граѓанското општество. Слушнавме изјави дека ќе се користи црногорскиот модел, кој што подразбира дека граѓанското општество ќе води посебен процес и ќе застапува посебни решенија, меѓутоа има и други решенија како на пример хрватското, каде што севкупен општествен консензус беше постигнат со учеството на сите заинтересирани страни во преговарачките тимови. Кој е моделот кој што владата има намера да го избере и како ќе го обезбедиме севкупниот општествен консензус. Вице-премиере, 2 прашања. Првото беше околу песимистичкото или негативно сценарио. Прво да кажам дека процесот на пристапување во Европската Унија не е технички процес персе само за членство. Туку е процес на трансформација на општеството со цел европеизација на истото, за да може да стане
соодветно. Меѓутоа, кога се знае членството е некаква движечка сила. Да, ако не нема во стратегијата, ќе предизвика разочарување, што нема да се случи, ќе не има. Се сложувам, меѓутоа планот 369 ние пред се го правиме за нас, заради владење на правото, заради демократија и така натаму. Се разбира дека важен двигател ние перспективата за членство и ќе има страшно разочарување кое што ние го чувствуваме во претходните 10 години. Тој ентузијазам на реформи заради членство во моментот кога бледе таргетот, автоматски и тука во ентузијазмот на структурите кои што работат на тие реформи, тоа се рефлектира. Во моментот воопшто не размислувам за алтернатива. Реков, нема алтернатива на можноста за искористување на 2018 како историска година. Ова е генерацијски подвиг и е генерацијска одговорност на оваа политичка елита, било во владата, било во опозицијата, да го сфати моментумот. Сметам дека пропуштањето на овој воз ќе не влезе во еден вициозен круг во наредните години и повеќе, во еден непредвидлив терен за државата, затоа не сакам ни да размислувам за тоа. Во однос на преговарачките позиции, според согласно закон, Секретаријатот за европски прашања е единствената надлежна институција која што може да го води преговарачкиот процес. Прашањето беше дали се подготвува. Да, веќе сме започнале со подготвување на тој процес, и ако сметам дека Македонија е спремна оддамна за започнување на процесот, меѓутоа сега, имајќи ја предвид перспективата за започнување на преговори, правиме напори да сме подготвени во секретаријатот, меѓутоа и институциите кои треба да ги координираме. Спомна црногорскиот модел или хрватскиот модел, јас би го спомнал српскиот модел, кој што е исто така интересен, во кој што сите невладини организации, над 800 и повеќе илјадници невладини организации се собрани во National Covenant, кој што е вклучено преку Комисијата за европски прашања во собранието. Така да тоа се детали, размислуваме и за модел, и секретаријатот се подготвува за започнување на преговори. Генерално историска година каде што се отвараат перспективите на Република Македонија и сметам дека треба да ја искористиме оваа шанса да им овозможиме на идните генерации. Требаше да водам евиденција колку пати рековте историска шанса, не го направив тоа. Жал ми е, меѓутоа ќе избројам. Ќе повторам пак како треба. Но од тука го влечам последното прашање. Дали тоа значи оптимизам дека Македонија сепак на 6 февруари, кога ќе се соопшти стратегијата на Јункер, ќе ја има. Потоа одмрзнување на препораката со извештај во април. При решавање на проблемот со името, потврдување на таа препорака и датум за почеток на преговори јануари 2019 година. Дали е тоа сценариото заради кое што со сите овие термини, заради кое што го нарекувате сиов овој период историски? Значи, прво очекувам чиста препорака уште во февруари, која може да се случи, не мора, но би било добро како дополнителен подвиг за процесите кои што следат. Важна посета на стратегијата, објавувањето на стратегијата на 6 во која што јасно ќе се утврди прво временската рамка 2025 за земјите од регионот, во кој што Македонија ќе се даде можност да почне преговори, но и да го стигне тој таргет согласно на индивидуалните заслуги на секоја од државите. Тоа сметам дека е најдобриот вординг за оваа стратегија да добие кредибилитет. Потоа ја чекаме посетата на Јункер, која што е особено важен подвиг исто така понатаму. Мајскиот самит во Софија, кој што ќе ја забетонира перспективата започната во Солун 2003 година, во јуни очекуваме започнување на преговори, решавање на прашањето на името, пред тоа започнување на преговори во јуни и во јули добивање на покана за членство во НАТО, а од тој момент почнува ново поглавје за државата, ново поглавје за граѓаните, буквално нов моментум за генерациите кои што доаѓаат. Ви благодарам што вечерва бевте мој гости. Благодарам и на вас. Почитувани, тоа беше се во вечерашното издание на Топ тема на ваша страна. Останете и натаму со Телма, малку филмска програма, а потоа ноќно студио со Борјан Јовановски.